ве молам да отворите Второ Солуњаните. Ќе читаме 3 глави. Од Павле, Силван и Тимотеј до членовите на црквата во Солун, до оние што му припаѓаат на Бог, нашиот Татко, и на Господ Исус Христос. Значи започнува со од кого е писмото, но исто така до кого е наменето писмото, до оние што му припаѓаат на Бога, нашиот Татко и на Господ Исус Христос. Ајде динамично Ви да продолжиме. посакуваме Бог, нашиот Татко и Господ Исус Христос да ви бидат благонаклонети и да ви дадат мир. Значи во основата на молитвата е Господ да е благонаклонет и да даде мир на оние кои што му припаѓаат нему. Потоа Како што прилега, чувствуваме обврска секогаш да му благодариме на Бог за вас, драги пријатели христијани, затоа што вашата вера и вашата љубов еден спрема друг и спрема сите луѓе постојано расте. благодарноста ја забележуваме кај апостолите, но исто така и кај служителите. Зашто? Затоа што верата расте. Се Затоа и ние кога гледаме дека некој расте во верата, треба да му благодариме на Бога за тоа. Амин. Продолжувај. Се гордееме со вас пред сите Божји цркви. Им кажуваме колку сте непоколебливи, како вашата вера обстојува и покрај сите прогони и макини с кои минувате. Така е, амин. Тоа покажува дека Бог правилно ве проценил и дека навистина сте достојни да го наследите Божјото царство за кое и страдате. Амин. Бог праведно ќе ги казни оние што ве угнетуваат и мачат. Да ја повториш оваа реченица уште еднаш. Бог праведно ќе ги казни оние што ве угнетуваат и мачат. Момент. Кого Господ праведно ќе ги казни? Оние што ве угнетуваат и мачат. Кои се тие? Кој ве угнетува и мачи? Освен демоните, кој друг? Добро, и оние од светот. И што вели? Бог праведно ќе ги казни оние што ве угнетуваат и мачат. Да слушнеме понатаму. А вам кои страдате, ќе ви даде починка, како и на сите нас, кога Господ Исус Христос ќе се појави од небото со своите моќни ангели, со распламтен оган, казнувајќи ги оние што не сакаат да го признаат Бога и ја отфрлаат радосната вест на нашиот Господ Исус Христос. Застани. А вам ќе ви даде што починка, како и на сите нас, кога Господ Исус ќе се појави од небото со своите моќни ангели, со распламтен оган, што ќе направи? Казнувајќи ги оние, кои се тие? Оние што не сакаат да го признаат Бога и ја отфрлаат радосната вест на нашиот Господ Исус. Замислете, кои се тие што не сакаат да го признаат Бога и ја отфрлаат радосната вест на нашиот Господ Исус? Токму оние на кого сте им сведочеле. И кои што не сакале да го признаат Бога и ја отфрлиле радосната вест? Дали тука спаѓаат во оваа категорија и ваши роднини? А дали тука спаѓаат и членови на вашето потесно семејство? Како брачен другар, како ваши деца, како ваши внуци? Ние сите сакаме да се потпираме на еден стих, кога Павле објаснува и го има тоа во Словото и кога вели на еден од стражарите во затворот, поверувај ти и твојот дом ќе се спаси, и сите христијани се потпираат на тоа ветување дека Господ, штом поверуваш и ти, твоите луѓе ќе ги спаси. Но твоите луѓе ќе бидат спасени ако им се сведочи за Господ Исус Христос, се каже кој е тој и се сподели евангелието со нив. Така ќе се спасат. Сега, вие многу сакате сите да се спасени. Меѓутоа, дали се спасени или не, вие ќе знаете по тоа што излегува од нивната уста. Дали поверувале во срцето за тоа дека Исус е Господ? Дали тоа го признале од својата уста? Вие знаете. Меѓутоа, ако истите ве угнетуваат, ако истите се причина за вашето страдање, ако истите тие не сакаат да го признаат Бога и отфрлаат радосната вест на нашиот Господ Исус, за таквите не следува благословот што е излеан врз тебе, врз вас. Што ќе се случи со нив? Да прочитаме во наредниот стих. Тие ќе бидат казнети со вечно уништување, одстранети од Божјото присуство и од неговата величествена сила. Момент.
Видете, Господ е благ и многу милослив. И Он дава безброј шанси и можности луѓето да го примат во срцето свое Христос, да ја примат радосната вест. И затоа ако некогаш сте се потрудиле и сте им сведочеле, не значи дека треба да престанете со тоа. Бидејќи од кога им сведочевте и зборувавте, јас не ги видов во црква. И не знам дали се крстени. И не знам дали Христос го исповеделе за Господ и Спасител свој. Прашањето е, дали вие сакате да бидете очевидци на тоа како оние што вие ги сакате, кои што ви значат, ќе бидат во категорија кај што нема да вкусат од благодат, туку ќе искусат казнување заради тоа што го отфрлиле Евангелието и не го признале Бога. Сакате ли да го видите тоа? Вашиот син, вашата ќерка, вашите внуци, вашите родители, замислете, вие ќе бидете во благодата, ќе зрачите со љубов, со благослов, а токму тие за кои што срцето ви плаче и се молите, нема да вкусат од оваа Божја благодат. Бидејќи не го признале Христос и ја одбиле радосната вест. Јас затоа ова слово вечерва го споделувам со вас. Бидејќи вие мислите некогаш или негде ќе бидат спасени. Пророкот не е признат во своето село и наградата нема признанието да го добиеш од дома. Но тоа не значи дека треба да застанеш и да престанеш со сведочење за Христос. Ти треба да продолжиш. Дури кога си изнемоштен и изморен од тоа, побарај од Господ мудрост. Свети душе, дај ми вистински пристап до срцата на луѓето околу мене, бидејќи ти се знаеш. Ти го познаваш срцето на секого. Сите тајни тебе ти се откриени. Покажи ми кој е вистинскиот начин да тоа слово за Христос допре до нив и влезе во нив. Употреби ме, Боже. Кога ќе бараме, ќе добиеме. А кога си молчиме и се правиме дека сме окей, но не учествуваме во нивното можно спасување, ние што правиме, луѓе? Соучесници, знаете, Понте и Пилат ги изми рацете. Јас не знам, еве, овие рекоа, овој вака, ја да ги измијам рацете. Сакаше да стои настрана, на крај полуде. Не може настрана. Не можеш да си во средина помеѓу светлината и помеѓу темнината. Мораш да одлучиш на која страна си. Ако е светлината, тоа ќе има одредени последици и предизвици, но остануваш во светлината. И ако си веќе во светлина, ја шириш светлината, макар и да боли. Ама не ме разбираат, ги провоцирам. Ти си роден, наново роден си за да бидеш провокација. Тоа не значи да се задеваш и одина, да се кошкаш со луѓето и да ги вадиш од такт. Не веруваш, ама веруваме. Не на тој начин. Светлината кога свети провоцира и боли. И кога си долго во темнина, ќе излезеш надвор, денот сончев, боли во очите. Замижуваш. Вас Господ нема да ве казни, нема да го изгубите спасението. Но прашањето е колкава ќе ви биде наградата. И тоа зависи од тоа колку ти дома ја работиш нивата. Моето прашање е, дали доволно ставаш вода во нивата? Дали ја сееш? Дали ја подкопуваш? Дали ја подхрануваш? Дали ме разбирате? Не може христијанинот да е нем. Дури да нема глас и да нема слух, ќе има Господ, ќе му даде молив, ќе пише и ќе ја пренесе пораката. И да е слеп христијанинот, ќе најде начин Господ и ќе го употреби за некој да ја чуе радосната вест. Ние и гледаме, и слушаме, и зборуваме.
но дали учествуваме доволно длабоко во Божиот совршен план, бидејќи Христос ќе дојде. И да слушаме што ќе се случува. Ова ќе се случи кога Господ ќе се врати, за да му биде оддадена слава и чест од оние што се негови, што веруваат во него. Меѓу нив спаѓате и вие, затоа што поверувавте во она што ви го сведочевме. Амин. Слушајте. Вас Бог ве одбра и ние постојано се молиме за вас. Бог да ве направи достојни за тој позив. Се молиме Бог да ви даде сила да ги извршите сите добри дела што посакувате да ги направите и што верата ви налага да ги правите. Повторија последната реченица. Зашто се молат они? Се молиме Бог да ви даде сила Зашто сила? Зашто? да ги извршите сите добри дела што посакувате да ги направите И што верата ви налага да ги правите. Што ми налага мене верата јас да правам? Да палам свеќи и зејтини да носам. Што мене верата ми налага да правам? Мене верата ми налага да правам. Што? Да ја ширам радосната вест, да зборувам за Христос и не да кажам Бог, Бог, Господ, Господ. Ти го познаваш, Он ти се објави и Неговото име е Господ Исус Христос. Во Светото Писмо пишува, кога Исуса Христа му се обраќаш со Господ, на тој начин му оддаваш слава на Бог Таткото. Ве слушам и на подкасти на други места, Бог, Господ. Ма кажи го името Господ Исус Христос, луѓе. Не се срамете од Исусовото име. И кога сведочите, дали во ваши сведоштва, не правете кривини и ултра кривини за да бидете омекнати и адаптирани на светот. Бидете љубовни, тргнете фанатизам, ама кога сведочите, сведочете како за живот да се работи. Бидејќи навистина се работи за животот. И јас сум пасторот ваш и ве охрабрувам. Сведочете за Христос со чиста, искрена вера. Вршете го она што верата ви налага да го правите. Верата не е религија, верата ви налага благословените да се благослов за другите, спасените да го шират спасението. Они што го виделе Бога да кажат за Бога. Да продолжиме. Така, заради тоа што нашиот Бог и Господ Исус Христос беше толку благонаклонет спрема вас, Да слушнеме. вие ќе му донесете слава. Кој? Вие ќе му Ние. донесете. Што? Ке му? Донесете слава на името на нашиот Господ Исус Христос, а и тој вам ќе ви донесе слава. Да кажеме амин. Алелуја. Какво убаво слово кое што сме навикнати брзо да го читаме. Ајде да видиме втората глава што ни вели. Нашиот Господ Исус Христос ќе се врати и ќе не прибере кај себе. Чекајте. Ќе се врати и што? И ќе не прибере кај себе. Значи неговото враќање има за цел да не прибере кај себе, да слушнеме. Затоа ве молам, драги пријатели христијани, не дозволувајте лесно да ве поколебаат, ниту да ве вознемират луѓето што тврдат дека Господ веќе се вратил. Тие можеби ќе тврдат дека тоа го дознале преку духовна објава, дека слушнале од некој друг или дека тоа го прочитале во некој од нашите писма. Не дозволувајте да ве измамат. Тој ден нема да дојде пред луѓето масовно да отпаѓаат од верата и пред да се појави човекот на гревот и уништувањето. Застани. Значи, пред да дојде Христос, Господовиот ден, тој ден нема да дојде се предходно додека луѓето масовно не почнат да отпаѓаат од верата, тоа е еден знак, и потоа вели и пред да се појави човекот на гревот и уништувањето. Кој е човекот на гревот и уништувањето? Дали знаете? Антихристот. Значи, тој што ќе има за задача? Тој ќе има за задача да го замени Христос, човек на грев, кој што ќе промовира грев и ќе одобрува грев. Но исто така и ќе носи уништување, значи деструкција. На што уништување? На она што Господ го створил. Господ дал ДНК на човекот. Антихристот ќе сака тука да се плетка.
ќе делува директно во тоа да ја преструктурира Божјата творба, човечката ДНК, да ја преобразува, да ја подобрува, да ја апгрейдува, да ја надградува и на тој начин ќе уништува. Експериментите со луѓе, дали е за супервојници, дали е за клонови, дали е за контрола на масите, тоа и како ќе се случува. Но ајде да не навлегуваме во тоа. Што читаме друго дека антихристот или човекот на гревот ќе прави? Тој самиот себе ќе се возвишува и ќе се противставува на се што е Божјо и свето. Значи, и тука имаме карактеристика што треба да ја забележиме. Ќе се возвишува сам себе си и ќе се противи на се што е Божјо и свето. Дури ќе се осмели да седне во Божјиот храм и да тврди дека тој е Бог. Ете, тоа е тоа што ќе му е главна цел на овој човек на гревот. Потоа да слушнеме. Зарем не се сеќавате дека ви го зборував ова додека бев кај вас? Вие знаете што е тоа што го спречува злиот да се појави, се додека не дојде времето тој да настапи во јавноста. Неговата зла сила веќе подмолно действува, но има некој што го задржува и така ќе биде се додека тој не му се тргне од патот. Тогаш човекот на гревот ќе се појави, а Господ Исус со својот здив ќе го убие, ќе го уништи при своето повторно доаѓање. Значи гледаме нас во ова слово, гледаме дека овој ќе врши беззаконие и ќе го прави тоа. Но тоа ќе се случи се до момент кога Господ Исус ќе се појави со својот здив ќе го убие, односно ќе го уништи при своето повторно доаѓање. Повторно доаѓање на земјава. Да продолжиме. Тој зол човек ќе дојде за да ги изврши делата на сатаната. Какви се тие? Со сета своја сила ќе покаже лажни, чудотворни знаци. Со своите зли дела ќе успее да ги измами оние што одат по патот кој води во пропаст, зашто одбија да ја засакаат вистината и така да се спасат. За да се задржиме овде. Значи, пазете, луѓето ќе бидат измамени. Тие веќе што тргнале по патот на пропаста. Тие уште подлабоко ќе бидат измамени, бидејќи одбиле да ја засакаат вистината. Која е вистината? Исус. Одбиле да ја прифатат вистината и да се спасат. Значи, на нив што им се пророкува овде? Што ги чека нив? Што ги чека нив? Замислете, утре заминуваме. Не грабнува Господ. Што ги чека оние што ќе останат од вашето семејство овде? Ова го читаме тука. Ајде. Затоа Бог им испраќа една толку верлива измама, што ќе поверуваат во сите тие лаги. Што ќе направат тие? Ќе си поверуваат во сите тие лаги, а тие лаги ќе се сервираат како што и досега се сервираат. Се сервираа и вие паднавте на тие лаги. Еве ја науката, медицината. Каде е? Се докажа ли дека не е лек? Се докажа ли што прави во клетката? Се докажа? Се докажа? Ама сите прифатија, масовно беше тоа. Само лудите ние. Ние испаднавме најразумни, фала му на Бога. Зошто? Затоа што разумот што е во нас е Христовиот ум. Неоти сме многу паметни. И да слушаме што потоа вели. Тогаш сите тие ќе бидат казнети, бидејќи наместо да поверуваат во вистината, тие уживаат да прават зло. Така е, и денеска го прават тоа, и утре ќе го прават тоа. Уживаат да прават зло, уживаат во животот, мислат дека се знаат, парите се на нивна страна, младоста може би на нивна страна, кариерата и суетата, мислат дека тоа е смислата на животот. Но еден момент сето тоа ќе падне како кула ткати. И што вели сега ова слово што ние го чувствуваме? Пазете ги следниве зборови. Чувствуваме обврска. Момент. Што чувствуваме? Пазете, кога читаме, треба да мериме што читаме. Чувствуваме обврска. Обврска што е? Нешто што јас го имам како едно задолжено нешто во мене. Мојата совест е задолжена за нешто. Зашто? Постојано да му бидеме благодарни на Бог за вас, драги пријатели христијани,
вас што Господ ве засака. Амин. Тој ве одбра да се спасите меѓу првите така што Светиот Дух ве посвети, а вие поверувавте во вистината. Застани. Значи имаме обврска да сме благодарни за тоа што вие сте спасените, вие сте возлюбени, засакани од Господ и Светиот Дух ве посвети. Вие поверувавте во вистината. И јас и Милена знам дека сме благодарни за вас. За другите не знам. Но ние сме многу благодарни за вас што Господ не спаси и нас, и вас, и сите како едно семејство. Така треба да сте благодарни и вие што си имаме сите како едно семејство, но исто така со благодарност да му се молите на Бога, бидејќи секој ден е подарок и дека секој ден сме очевидци и на неговата благодат и на неговите чуда. Потоа што вели? Преку нашето проповедање на радосната вест, Бог ве повика да се спасите. Преку што не повика Господ? Преку проповедањето на радосната вест дојде спасението. И што вели? Сега можете и вие да се придружите кон славата на нашиот Господ Исус Христос. Амин. Затоа, драги пријатели христијани, Ајде да чуеме што е затоа. бидете непоколебливи, Какви? непоколебливи, И држете се цврсто до она што ве учевме лично и преку нашите писма. значи зашо да се држите вие? Цврсто за она што ве учевме. Дали вие запишевте минатата богослужба тоа што ве учевме? Да. Некој да, некој не. Како ќе се држиш цврсто ако ти тоа писмо не си го напишал од тоа што си го слушал минатата богослужба? Доаѓаш, слушаш, одовде влегува, одовде излегува, го забораваш. Бидејќи не може да нема плод словото што го слушате секоја седмица. Има плод. И кај некого од вас има големи плодови, успеси и благослови, а кај некого стагнација и регрес. Зошто е тоа? Бидејќи Господ ли не ве сака? Не! Туку бидејќи вие примате семе, ама доаѓа ѓаволот, го откопува, го откорнува со грижите за светот, со други апетити и со други мотиви. Сето тоа, покрај тоа што е посеано, испарува. Ма ти запиши си го и повтори си го. И кога ќе имаш една тетрадка, по известни месеци ќе си прочешлаш, ќе си видиш во листовите, ќе видиш што учење ти си имал. И тоа ќе ти биде материјал за да медитираш на Словото. И Господ ќе ти зборува, Словото, Логосот, ќе оживее во твоето срце и ќе биде живо Слово, рема. Тоа носи откровение. Ти денеска ме слушаш, ама утре ако се случат некои компликации на работа, па други ден нешто друго те чека, па треба да патуваш до некој град, па се враќаш. Ти веќе до сабота, ова се што си слушнал, нема да остане во тебе, ќе заборавиш. Продолжи, Маја. А сега нашиот Господ Исус Христос и Бог Таткото, Кој не кој сака, сака и ни даде трајна утеха и прекрасна надеж со својата благонаклоност према нас, нека ви ги насрчат срцата и нека ви дадат сила. Зашто сила, зашто? Постојано да го зборувате и да го правите она што е добро. Да го зборуваме и да го вршиме, да го правиме она што е добро. Продолжуваме третата глава од Солуњани, да слушнеме сега што вели Словото. Понатаму, драги пријатели, молете се за нас. Зашто Молете да се молиме? Ајде да чуеме. Молете се најнапред учењето за Господ брзо да се шири, па и другите да го почитуваат она што го почитувате вие. Значи молитвата да биде учењето за Господ да се шири брзо, а и другите луѓе да го почитуваат она што и ние веќе го почитуваме. Амин. И после што вели? Молете се да не паднеме во рацете на лоши и злобни луѓе, зашто сите луѓе немаат вера во Господ. Амин, убаво. Значи за тоа треба да се молите и вие за нас. Да слушнеме. Но во Господ можете да имате доверба. Тој ќе ви даде сила и ќе ве чува од злиот. Амин. Значи Господ што ќе направи? Тој ќе ни даде сила и ќе не чува од злиот. Така ли? Амин. Ајде да слушнеме што вели потоа. Господ ни дава увереност дека она што ви го наложивме, го правите и ќе продолжите да го правите. Амин. Се молам Господ да ви ги насочува срцата кон исполнување со љубов, онака како што Бог е полн со љубов и кон трпеливост, онака како што Христос е трпелив. Значи молитвата на апостолот
што? Господ нашите срца каде да ги насочува? Према новата кола ли? Не, брзи кредити ли? А што, кон супер брз, easy money бизнис ли? Кон што нашето срце да биде? Кон исполнување со љубов. Онака како што Бог е полн со љубов и кон трпеливост, значи љубов и трпеливост, онака како што Христос е трпелив. Пазете две работи. Љубов и трпеливост. Љубовта и трпението се двете за рака се држат и така се оди на далеки патишта. Нели е така? Ајде да продолжиме со 6-тиот стих. Сега, драги пријатели христијани, во името на нашиот Господ Исус Христос, ви наложувам Што ни наложува? да не им се придружувате на оние меѓу вас, Кои? кои само ден губат, ништо не работат и не се придржуваат до она што ве учевме. Значи, ова е предупредување. Што ни наложува апостол? Да не се придружуваме на оние меѓу нас кои само ден губат. Ништо не работат. И не се придржуваат до она што не учат. Дали ова значи селекција? Зошто е оваа селекција важна? Бидејќи на друго место пишува, лошите друштва ги расипуваат добрите навики. Нели е така? Значи, што прочитавме овде? Да не им правиме друштво, да не им се придружуваме на ваквите луѓе што се опишани. И да слушаме што вели во 7-миот стих. Вие сигурно знаете дека треба да го следите нашиот пример. Ајде. Додека бевме кај вас, ние не седевме со скрстени раце. Лебот што го јадевме не беше подарок од вас, туку деноноќно напорно работевме, за да не му бидеме никому на товар. Не дека ние не можевме да бараме храна од вас, туку сакавме вам да ви дадеме пример. Уште кога бевме кај вас, ви рековме, на оној што не сака да работи, не давајте му ни да јаде. Прочитав пред некој ден, ми излезе статија на Facebook, некој машко не ќело да работи, бидејќи никој не го прашал дали сакал да се роди и затоа не ќел да работи. Замислете која е таа психологија. А овдека вели, оној што не сака да работи, не давајте му ни да јаде. Да чуем 11 стих. Слушаме дека некои меѓу вас ден губат, ништо не работат и само се плеткаат во тоа што не е нивна работа. Сите се плеткаат во она што не е нивна работа. И затоа доаѓаме до дереџа, до ниво, каде што сите едни со други се јадат и не си ги признаваат способностите, доблестите и квалитетите, што некој друг ги има поизразено. Но овдека што вели? Се плеткаат во тоа што не е нивна работа. А видете вака се. Вие, може вака си осеќате спремност, дека сте спремни и за пастори да бидете. Да не си мислите. Може, не велам не. Ама бидете прво дома. Бидете прво дома оние што го носат Евангелието, па ако е Божја волја ќе бидете и служители. Нели е така? Да продолжиме. Заради нашиот Господ Исус Христос ги молиме тие луѓе и бараме од нив да се средат и да почнат да работат, да сами да се издржуваат. Значи тоа е. Што бараме од нив? Да се средат, да почнат да работат и сами да се издржуваат. Добро, многу поучно е словото. Да чуеме сега 13 стих за нас христијаните. А вам, драги пријатели, што не сте во таа група, никогаш нека не ви биде мачно да правите добри дела. Амин. Посочете ги луѓето што не се придржуваат до упаствата, што ви ги дадовме во ова писмо. Престанете да се дружите со нив, за да се посрамат. Немојте да ги сметате за своји непријатели, туку советувајте ги како членови на вашето духовно семејство. И после пасторот не чини, да, ама јас морам да советувам. Член на семејството е, морам да кажам. Ајде да продолжиме. Господ нека биде секогаш со вас и нека ви дава мир во секакви околности, зашто самиот тој е извор на мирот. Амин. Како и во сите мои писма, ве поздравувам со свој рачен подпис Павле. Нашиот Господ Исус Христос нека ви биде благонаклонот на сите. Амин. Алелуја. Колку убаво слово. 3 глави се. Какво силно откровение примаме. И ова е едно упатство за да се преиспитаме. Чекај, ја ден губам, работа, допринесувам. Некогаш ќе се освестите, ќе сватите, цел живот сте работели и сте допринесувале.
Ако сега сте во сезона да одмарате и да жнеете плод од тоа, радувајте се, бидете благодарни на Бога. Но не заборавајте да не ви стане премногу лагодно во комфортот, бидејќи тоа може да донесе и духовна летаргија. Секогаш бидете живахни во духот. Разгорувајте го духот, вели Светото писмо. Пијанете се во духот, вели Светото писмо. Така да вака сте седнати, некои сте постари, некои сте помлади. Ама, немојте да станете тврди камења. Немојте да станете престари, претешки од животно искуство. Бидејќи Исус вели, бидете како децата. Бидејќи на таквите им припаѓа Царството Божие. Како децата кои што се радуваат, кои што веруваат дека се е возможно за Бога, кои што се надеваат, кои што постојано се ведри и насмејани, а не намуртени со тешки фаци, ако дојдат овде, ја треба да се радувам, награда да ми е што сум ги видел. Не така. Вие треба да трчате кога има богослужба, а не еднаш на месец или на 2 месеци, бидејќи наводно пари немате ово, она. Подобро е да ги давате за пати да доаѓате, од каде да доаѓате, отколку да давате за лекови и за други трошоци. Така да вие инвестирате во духовна храна, вие доаѓате и тука никој ништо не ви наплатува. Тука вас Господ ве крепи, ве крева. Тука се разбудувате од онаа заблуда во светот која што се смета дека е нормална. Овде оздравувате и Господ ве регенерира. И затоа во Божјиот дом учете се со благодарно срце да се вкоренувате, да пуштате корења во Христос, а не да идете како на секција или како на хоби или како на некој клуб за социјален живот. Господ прави да сакаме да вршиме добри дела. Од Него доаѓа и волјата и силата за сето. Но Господ дава на оно што е спремен. Дали вие сте спремни? Дали сакате да ви дава повеќе? Тогаш не се занимавајте со цивилни нешта. Бидејќи војникот што се занимава со цивилни работи, се отстранува од главната цел што треба да ја изврши. Не можете така. Мора да сватите кој ви е повикот. Морате да сватите дека не сте во центарот на светот и дека вашиот проблем не е најголем на светот. Кога вие сте во тој менталитет заглавени, вие од престолот го тргате Христос и проблемот станува поголем од се. Не го правете тоа ниту со диагнози, ниту со проблеми, ниту со конфликти ако имате во семејството. Вашето вршете го. Споделете радосната вест за Христос, сведочете им, покажете љубов. И толку. Ако не прифатат, по известно време повторно бидете се. По известно време повторно бидете се. На Божи начин со водство од Светиот Дух. Не со фанатизам, не забегано и не под присила. Дали се разбираме? Тоа е клучно. Второ, вие, што читаме овде, треба да сте благодарни. Благодарни за тоа што сме спасени, сме избрани, сме посветени со Светиот Дух од сам старт. Ние сме веќе избран народ и Господ кога ние го славиме и тој ќе ни подари од неговата слава. Така да ние треба со нетрпение да го очекуваме неговото доаѓање. И тоа ќе биде за нас исполнување на блажената надеж со која што секој ден живееме. А другите, ако сакате и тие да бидат во јатото на грабнатите, тогаш ви имате прилика тоа да го направите додека се уште има можност. Дали како ќе ве сватат веќе не е важно. Вие одамна не сте сватени. Вие не сте свесни дека зад грб веќе имате диагнози, они ви имаат напишано. Они веќе имаат етикети, имаат епитети, имаат за вас досие, они дури повеќе од вас мислат дека знаат за вас. И затоа не се замарајте, бидејќи вие не живеете да угодувате на луѓе, вие живеете и постоите да угодувате само на Бога. Нели е така? Затоа сме наново родени, затоа живееме, затоа постоиме. Бог е благ, Бог е добар, Бог е верен, Бог е непроменлив и свет. Но не е играчка. Туку е верен, свет, возвишен, семоќен Господ. Цар на царевите, Господар на господарите, Алфа и Омега.